إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije večerva, bi idnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга, таја е Навакидул Ислам, поништувачите на Исламот. А веќе ги имаме првите два поништувачи во претходните, во минатите дерсови веќе учено. Вечерва, би идниllahi ta'ala, ке го учиме третиот поништувач. A velit авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах ат-Тhalith, значи третиот поништувач. А тој гласит: Мен лем юкеффир ал-мушрикин, ау шекка фи куфрихим, ау саххаха мазхабахум, кафар. Значи ова е третиот поништувач од поништувачите на Исламот. А тоа е оној кои не ги осудуваат мушриците за неверници, или пак се сомневат во нивното неверство, или па дури го гледат нивниот пат, нивната методологија за праведна. Тој човек прави самиот неверство. Значи, овде имат во овај поништувач три работи. Во оваа кратка реченица од Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах: Мен лем юкеффир, значи кој не ги осудуваат, значи мушриците за неверници. Ау шекка фи куфрихим, или тој се сомневат, се колебат во нивното неверство. Ау саххаха мазхабахум, или па дури го прегласува тој нивниот пат, нивната методологија за праведна, за коректна, за аутентична. Тој човек правит неверство. Велит шејх Ахмед ан-Неџми рахимахуллах во објаснувањето на овај поништувач дека Allah subhanahu wa ta'ala قد سمى المشركين كفارا في غير من الآية. Allah subhanahu wa ta'ala ги имат наречено мушриците неверници во многу бројни ајети. Значи Allah subhanahu wa ta'ala ги имат осудено мушриците, ги имат осудено политеистите за неверници, и тоа во многу ајети, каде вели на пример Allah Ta'ala: Инна алладина кафару мин ахли алкитаби вал мушрикин фи нари джаханнама халидина фиха улаика хум шаррул барија. Allah Subhanahu wa Ta'ala вели оние кои направија неверство од луѓето на книгата и мушриците, тие ќе бидат во пеколот джехеннемски за секогаш вечито. Тие се навистина најлошите створенија. Овде вели шејх Ахмед ан-Неџми рахимахуллах дека Allah subhanahu wa ta'ala во овај ајет ги имат осудено за неверници и ахлул китаб што се евреите и христијаните, и исто мушриците. Значи ова е јасен ајет од суратул Бејина, дека неверниците од страна на ахлул китаб
и мушриците се, значи неверници, во джехенемскиот пекол имаат да бидат за секогаш и вечито. Зашто Allah Ta'ala така ги осудил. Инна ледина кефару min ahli l-kitabi wal mušrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Znači, oni koji napravili neverstvo. Koji su ti koji napravili neverstvo? Ahlul kitab. Koji su ahlul kitab? Hristijanite i jevrejite. Wal mušrikin i mušricite. Ti ima da bidat vo džehennemski od pekol za sekogaš i večito. Ulaike hum šarrul barija. Na vistina tije se najlošite stvorenija. Isto velit Allah subhanahu wa ta'ala vo vrska za mušricite. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Znači, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ni izvestuva nas za mušricite, kako še veli šejh Ahmed an-Nejmi rahimullah, deka oni koji pravad neverstvo, tije velat su nivnite usti, deka elej yub'athu, deka tije nema da bidat oživeni. Qul, Allah ta'ala mu naredu na pekambara sallallahu alaihi wasallam, qul bala wa rabbi, kaži Muhammed, navisnina se kol nam vo moj gospodar, deka vi ima da bidite oživeni i potom ima da bidite izvesteni za ono što sve go pravele, وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. I navistina to je lesno za Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Znači ova ne je teška rabota za se moćni od Allah subhanahu wa ta'ala. Nekogaž može čovjek da mislite kao ova je mnogo teška rabota za Allah ta'ala. Ne, nikogaž. Allah ta'ala je samoćen. Isto velite Allah ta'ala, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ. Navisno ima napravljeno neverstvo. Oni je koji kažuvat dek Allah ta'ala je Mesih, znači dek Allah ta'ala je Mesih, sin od na Marjam. Ti jedna, ovaj zbor koji kažuvat tije, koji go zbora za Allah ta'ala, što je neverstvo, što prava ti su sebe si, znači su sebe si ti je izlagat so to zbor, so to izgovor, znači izlagat, znači od islamot i se nevernici. Laqad kafara. Znači ovdje je jasno dojdeno u ovaj kuranski ajet, deka tije se so to izgovaranje nevernici. Deka se tije so to izgovaranje nevernici. Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, vo objasnovanje to na ovaj treti poništuvač, velit deka Allah subhanahu wa ta'ala nije zadolžil nas, nego zadolžil nas ibadetot. Da mu pravime samo njemu jedinstven ibadet. I zadolženo je isto od Allah subhanahu wa ta'ala da pravime neverstvo sprema lažnite božestva, lažnite taguti. Da pravime neverstvo i da se odkažimo od njih i da se distancirame. Zato a taka što vernikot, vistinski od vernik, to je potvrduvat ona što je dojdeno u Kuranu i u sunnetu od pekambara sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to je go potvrduvat za vistina, za točno deka je ona što je dojdeno u Kuranu i u sunnetu. Zašto? To je objava
od Allah subhanahu wa ta'ala. I koga toj gledate ga vo Kuranot ili vo sunnetot, Allah subhanahu wa ta'ala ili pejgambero sallallahu alaihi wa sallam gi ima to sudeno, nekoj luge za nevernici, za mušrici, to je toa samo go potvrduvat i znači go primat toa bez nikakvo kolebanje, bez nikakvo dvoumenje. Znači to nema nikakov problem da go prihvatit ona što je dodano vo Kuranot i vo sunnetot, zašto vistinski odvernik znajt deka toa je jedinstvenata vistina. I vo druga strana, ako nekoj dojdet se pojavit i negirat ona što je dojdeno vo Allahovata knjiga i negirat ona što je dojdeno autentično od pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, deka toj čovek, znači, so tije negiranja izlagat se isfarla sebe si od islamot. Znači, ova rabota ne je ova rabota, znači, so želbi, so strasti, da li sakam jaz ili ne sakam jaz tuku, ova rabota trebi da se držiš na propisite koji ti gi objavil tvoj Sozdatelj, Allah subhanahu wa ta'ala. Za taka da dostigniš ti tvojata spokojnost i srećnost vo dunjalokot i tvoj spas vo ahiretot. I tuka svačaš sega zašto velit avtorot šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, men lem yukeffir al mušrikina u šekka fi kufrima sahaha madhhabahum kafar, znači koji ne gi pravit za nevernici mušricite ili se dvoumice kolebat se somljevat vo nivni od kufr ili pa go preglasuva za autentičan nivni odpad, nivnata metodologija, to je nevernik. Zašto? Zašto toj so ova nepravenje nevernici tije nevernici ili somnevanje vo nivnoto neverstvo ili proglasuvanje za nivni odpad za vistinski, to so toa znači go negirat ona što je dojdeno vo Allahovata knjiga. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala gi imat mušricite, gi imat ahlul kitab za nevernici znači proglaseno. I taka ide se nekoj i veli ne to ataka, ti je vaka se, ti je onaka se, što ti znam, ide so nekoja znači somneži, toga znači, to je čovek sami od izlagat od verata. Znači sami od izlagat od verata. Isto velit šejh Salih al-Fawzan hafidahullah vo objasnovanje to na ovaj poništuvač, deka imat onije luge koji deneska vo našata denešnica se mnogu znači rašireni, koji povikuva tije luge za hurrijatul aqida, znači sloboda vo aqida, vo veruvanje to. Znači ti je povikuva, znači vo sloboda, za sloboda vo veruvanje to, i vo ubeduvanjata. Zašto tije luge, veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah, tije luge zemat jedan del od Kuranot samo, ili jedan del od sunnetot od pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, i drugi od del, ostanati od del, ili drugi te ajeti, ili drugi te hadisi, gi ostavat na strana. Ne im obvrnuvat vнимание. A vo vistina, od pravednosti beše, da tije site ajeti,
или сите хадиси да ги земат и тогаш, значи, тогаш да работат со сите заедно, зашто едните со другите се поврзани. Едните со другите се поврзани. Значи, за ти да донесиш крајна, целосна одлука, праведна одлука, треба, значи, сите аргументи да ги собериш. Сите ајети да ги собериш, сите хадиси да ги собериш. Не само првиот дел од ајетот да го земиш и другиот останатиот дел не. Или крајниот дел на ајетот да го земиш, почетокот да го оставиш. И така исто во хадисите. Значи, ова кажуваат неискреност кај тие луѓе и исто така неправедност во барање на вистината и во кажување на вистината. Затоа, значи, треба целосно да се земат ајетите или хадисите. Зашто вели Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, ако беше така дека човекот е слободен, во изборот негов, на неговите убедувања и на неговото верување, тогаш немаше Аллах субханаху ва таала да ни испрати нас пекамбери и немаше да ни објави нас книги и немаше потреба тогаш да ни нареди нас да ние само него единствено да го обожаваме. Но ни испрати Аллах субханаху ва таала пекамбери, ни објави нас Аллах субханаху ва таала книги што ни покажуваат дека ние е задолжително да го обожаваме еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Но човекот има слободна волја тука, дали тој ќе биде покорен спрема Аллах таала или нема да биде покорен. Оној што ќе биде покорен, ќе биде награден со ел-џенна. Онај кој нема да биде покорен, тогаш неговиот крај е во џехеннем. Зошто? Зашто тоа го одлучил твојот Создател. Тој што ти дозволил тебе да живиш тука, тој што ти дозволил тебе да уживаш во тој дуњалог кој Аллах таала го создал, тој има право да те земи тебе исто на обрачун. Зошто? Ти ништо не си бил во вистина. Ти каде си бил пред 100, 200, 300, 500 години? Дали си постоел? Дали те прашал тебе некој дали сакаш да дојдеш на дуњалоков и да живиш и па толку, па да бидиш ваков, па да бидиш онаков, па да бидиш не знам што, од каде, од таму ваков, онаков, жолт, црвен, кафеав, ваква нација? Дали те прашал тебе некој? Така исто, нема да бидиш прашан кога ќе бидиш усмртен и нема да бидиш исто прашан кога ќе бидиш пак оживен и ќе мора да дадеш, значи, обрачун пред својот Создател. Затоа, значи, покорниот и паметниот, остроумниот, разумниот, тој земат оваа работа сериозно и работит за оваа работа, се спремува за ова патување, го земат овај дуњалог како едно место кој збира тој добри дела, кој се спремува за едно патување кој немат враќање, а не го земат овај дуњалог само за игра и само за емоции и само за забави и така натаму. Затоа, значи, ако беше така работата, да биде, значи, слободно, да нема никаков проблем, која вера сакат, сите се праведни, сите се такви, тогаш, што ќе беше, немаше потреба за објавување на книги, немаше потреба за испраќање на претеници пекамбери. Зашто? Што е да веруваш, ти си праведно. Но не, тоа не е така. Вистината е дека Аллах субханаху ва таала ни објави нас книги и ни испрати пратеници за да ни научат нас што барат од нас нашиот Создател Аллах субханаху ва таала и што е од кој дела и говори и работи е нашиот Создател со нас задоволен и од кој работи, дела и говори се причина за лутината Аллахова. Затоа, значи, оние луѓе кои повикуваат хурријатул адјан, хурријатул ақида, значи, требит од нив да се бегат далеку и да не им се посветуваат слухот на тие луѓе, се тие можат тој слух
da ti go zatruvat, da ti go rasipat i ti sami ne znaš koga posle toa, toj sluh ke go izlečiš. Koga toj sluh ke go izlečiš. Isto što vikat Al-Allama, Al-Imam Ibn Bas, rahimahullah, velit Ibn Bas, rahimahullah, al-mušrikun kad ahbar Allahu bi kufrihim. Znači za mušricite nas ne imat izvesteno Allah subhanahu wa ta'ala deka ti se nevernici. Fa man lam yukaffirhum faqad kazzaba Allaha fi khabarihi. Onoj koji negi osuduvat mušricite za nevernici, toj go negirat Allah subhanahu wa ta'ala, vona što nimat Allah ta'ala nas izvesteno. Falidhalika kana kafiran bihada sabab. Tok mu poradi ova pričina toga stanuvat sami od nevernik. Zašto? Toj negirat vo toa Allah subhanahu wa ta'ala. Što Allah ta'ala ne izvesti nas za nivno to neverstvo. Ide to veli ne je taka. Toga že to je sami od nevernik. Sami od izlagat od verata. Znači ne se velit, abe nije na naše to, ti je na nino to. I ti je se dobri, nije sme dobri. Ne, ti ne si razbrala akida tuka. Jedinstvena dobrina je ona koja je pokoren sprema Allah subhanahu wa ta'ala, koji slijedi Kur'an od Allah ta'ala i sunnet od pekambera sallallahu alaihi wa sallam. Drugo to je sve batil, sve je pogrešno. I ne je primano kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Jedinstvena vera koja je primana kaj Allah ta'ala je islamot. Islamot koji umirat na druga vera negovi od krajevo pekolot za sekogaš i veći to. I što veli šeh Salih al-Fawzan hafidahullah, trebi čovekot, muslimanot, trebi dobro da gi učit ovije poništuvači na islamot. Zašto? Poradi što ima deneska luge koji ovije raboti tebe ti gi razubavuvat, ti gi pravat privlečni za ti da imaš znači takvi ubeduvanja. Da site se pravedni, site se dobri, nema nikakov problem. Glavno da imaš dobro srce, pa da li si musliman, da li si evrej, da li si hristijan, to ne igrat uloga. Nije sme site dobri. Glavno je naše to srce, da bidiš čovek. Ne ti kako ke bidiš čovek, dobar čovek, ako ne si dobar so onoj koji te sozdal tebe, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Zato ti trebaš prvoš da bidiš vistinski, kako što barat od tebe tvoj sozdatelj na nego zablagodaren. I togaš posle toga i so stvorenijata. A ne da se pokažuvaš teka si dobar čovek so lugeto, a vo vrska so odnosite so tvoj gospodar, ti si mnogo daleko. I ti ne gi respektiraš, ne se držiš na onije granici koji ti gi stavil tebe tvoj sozdatelj. Zato znači treba pazenje, kako što veli šeh Salih al-Fawzan hafidahullah, treba pazenje, vrvno pazenje, da gi učime ovije poništuvači, za da ne izmamnat onije izmamnuvači koji saka da ne izmamnat i ni gi razubavuvat ovije izmami. Za da bidiš začuvan. Zašto, kako što veli ponatamu šeh Salih al-Fawzan hafidahullah, se čovekot nikogaž ne može da bidit vo sebe si siguran. Nikogaž ne može da bidit vo sebe si siguran. Wa in kana aliman au abidan. Iako može bi je vrven alim ili čovek vrvno što pravit ibadet, ne sme da se čustvuvat siguran vo sebe si, deka na nego ništo nema da mu se slučit. To je siguran vo vistinski otpad. Zašto? Veli šeh Salih al-Fawzan hafidahullah, hada Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam, Khalilullah, Ibrahim alaihi salatu wa salam, koji je Allahov prijatelj.
Toj Ibrahim a.s. koji je imam na monoteistite, imam na pekamberite, tatko na pekamberite, Ibrahim a.s. Što velit Ibrahim a.s. Ne izvestuva nas Allah ta'ala v Kur'an وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Mu se molit Ibrahim a.s. mu se molit na Allah ta'ala. Mu se molit na Allah ta'ala. Čuvaj me mene i mojite deca, da ne bidime obožavači na kipovite. Znači ova je dova od Ibrahima a.s. koji mu je pravit na Allah ta'ala, zašto se plašit za sebe si, da ne padnit vo širk, da ne bidit izmamen od mušricita i se plašit za svojite deca, da ne padnat vo širk i da ne bidat izmameni od mušricita, mu se molit na Allah ta'ala, čuvaj me mene i mojite deca, da ne padnime, da ne bidime obožavatelji na kipovita. Koga velit šejh Salih al-Fawzan hafidahullah vo posle spomnuvането na ovaj ajet, Ibrahim a.s. беше точно той човек koji gi iskarši kipovite su njegovata raka i posle toga go stavija vo ogan, go gnjaveja, go maltretira. Seta taja izdržljivost na Ibrahima a.s. vo visinski otpad, vo patod na teuhidot. No na kraj Ibrahim a.s. se plašeše za sebe si, da ne padnit vo širk, da ne bidit izmamen od mušricite i za svojite deca isto taka. Togaš kako je za nas? Kako je za nas koga imamul hunafa, imam od na monoteistite, Ibrahim a.s. se plašeše za sebe si i za njegovite deca. Kako je togaš so nas? Zato veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah, deka čovjeko trebi za sebe si, da mu se molit na Allah ta'ala, da go čuvat Allah ta'ala nego od širkot i da se molit ne samo da ostane vo taja dova, da skratit kaj sebe si svoje, tuku i da pravi dova za svojite deca. Da pravi dova znači za svojite deca. Da Allah subhanahu wa ta'ala da mu gi čuva znači od paganja vo širk. Zašto pravenje to na širk, pađanje to vo širk, uništuvat site dela na jedan čovjek. I njegovi od kraj je Jahannam. Njegovi od kraj je Jahannam. Isto veli šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, deka lugeto vo vrska so opišuvanje za nevernici ili za mušrici se nekoliko kategoriji. Znači lugeto se vo vrska nevernici ili mušrici nekoliko kategoriji. Što mnogo je važno da se zna tije kategoriji, za posle toga ti pravedno soznanje da donesiš znači pravedni odluki, pravedni osudi. Zašto ako ti ne gi znaješ tije kategoriji i podkategoriji, togaš ti ke osuduvaš lugeto paušalno i togaš praviš nepravda i pokažuvaš togaš tvojato vrvno neznanje. Veli šejh Abdullah Bukhari hafidahullah, al-qismu al-awwal, znači prvata kategorija na luge. A tije se el-kufar el-aslijun. Znači kufar el-aslijun, oni je nevernici koji se, znači od osnova nevernici.
како евреите и христијаните, будистите, хиндуистите и така натаму. Значи тој основно никогаш не бил муслиман. Никогаш не бил муслиман. Ова категорија на неверници, што е првата категорија, најјасната категорија, кој не ги правит овие луѓе за неверници, или се сомневат во нивното неверство, или па дури вели не и тие се во праведен пат, тој човек излагат од верата. Тој човек е кафир сам. Значи тогаш не збориме дека и тие се кафири, туку самиот тој е кафир, неверник. Значи кој се сомневат, или па прогласуваат нивниот пат за вистински, или не ги прави неверници, вели јас се воздржувам, не, Аллах Таала ги осудил, ти не смееш. Ти ако си вистински муслиман, ти ќе го речиш она што го рекол Аллах Таала. Ти го сакаш она што сакат Аллах Таала и го мразиш она што мразит Аллах Таала. Значи, кој се сомлеват, значи, кој не ги прави неверници, христијаните, евреите, будистите, хиндуистите, и што има други некои си вери, кој не ги прави нив за неверници. Или се сомлеват, абе можат се, можат не се, значи сомнеш имат, се колебат, или па дури иде толку далеко, не, и тие се праведни. И ние ги имаме право, и тие ги имаат во право. И тие се убо, и ние сме убо. Тој е, значи, самиот неверник. Тој е самиот неверник. Излагат од верата, сакат или не ичат. Му се допаѓат или не му се допаѓат. Тој е неверник. Ова е, значи, зошто Аллах Таала велит лaqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Аллах Таала велит, навистина направиле оние неверство, кој велат дека Аллах е еден од трите. Значи, кој вели за Аллах дека еден е од трите? Значи, тоа го велат христијаните. Аллах велит лaqad kafara alladhina qalu. Значи, тие направиле неверство, кој велат дека е Аллах еден од трите. Исто велит Аллах Таала وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ على الذين كفروا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Тие беа предходно кои го бараа, значи, помошта кај другите, кои направија неверство, кога им дојде на нив, значи овде во врска се за јаудиите, за евреите, кога им дојде на нив, ма арафу, за она што го тие го знаеа, познаваа од вистината, дека тоа е хак од вистината, кафару би, значи направија неверство спрема него. Фала'натуллахи аля алкафирин. Аллаховото проклетство да биде над кого? Над неверниците. Значи Аллах Таала ги осудува нив, ги осудува тука за неверници. Исто спомнува тука Шех Абдул Бухари хафидахуллах во објаснувањето една реченица од врвниот имам Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, кој велит: فَمَنْ أَنْكَرَ كُفْرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله وتكذيب الله كفر ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. Вели Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах, кои негират неверството од евреите и христијаните, тие што не веруваа во Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и го негира, тој на вистина со тоа негирал Аллах Таала. Душа Аллах Таала, кога тие го негираа пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ги прогласи за неверници. Тој со тоа, значи, ако не верува во тоа што Аллах Таала низвесе нас, тој го негират Аллах Таала и тоа негирање е неверство. Исто кои се сомлеват, се колебат во нивното неверство, немаат сомнеш дека тој самиот е неверник. Значи, кои се сомлеват во неверството на евреите, на христијаните, на будистите, на хиндуистите, тој самиот е, значи, немаат сомнеш во неговото неверство. Значи, тој се сомнева дека тие се дали се неверници или верници, нема сомнеш дека тој самиот е неверник.
неверник, кафир. А кафир откали му е местото? Во джахеннем, за секогаш и вечито. Ел-кисму thani, втората категорија, значи ова првава категорија треба да ги памтиме добро, да ги пишуваме. Потреба е дури да се пишуваат овие работи. Првата категорија се во со овие поништувачи исто идат текфирците, текфиријун, хаварич, ихванул муслимин. Идат со овие поништувачи и тебе ти ја разматуваат таке глата и ти накрај мислиш дека тие се во право. А тоа тие се токму овај поништувач или кој други поништувач што тие го земаат за свој аргумент, во вистина тој аргумент е против нив. Но ако ти го разбираш него, ако ти не го разбираш него, ако ти не разбираш како да ги поделиш тие категоризирања, како што прават врвните алими кои се цврсто значи фундирани со исламско знаење, тогаш ти си само жртва во нивните раце. Затоа пред да бидеш жртва во раците на играчите и на измамниците, почни да учиш пред да бидеш жртва во некои си измамници. Ел-кисму thani, втората категорија, вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, во врска збориме тука, значи, за оние, значи, што се неверници и оние што се сомлеват или биле го пригласува нивниот пат за вистински пат. Втората категорија е еден човек кој е муслиман во основа, но тој прави едно дело, кое тоа дело е поништувач на исламот и го изфрлат него од исламската вера. Но тој што го прави тој поништувач, што го делуват тој поништувач, тој се гледа себе си дека тој уште е муслиман. Овде, во врска, значи, со оваа вторава категорија, вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, е подобро, значи, да се стават две подкатегории, за да се разбери, значи, многу добро оваа категорија. И најдобро, значи, ти да ја пишуваш ови работи, ако не ги пишуваш, ќе бидеш леталко, ништо нема да разбериш, ништо нема да сватиш и накрај после се чудиш што учевме, што не учевме, каде бевме, што бевме. Значи, првата подкатегорија, што спомнуват Шех Абдул Бухари хафизахуллах, да тој човек кој го прави кој паѓа во тој поништувач, тој уништувач на исламот, да тој да биде, значи, јасен поништувач, кој сите алими се имаат согласено дека тоа дело или тој говор е неверство што те исфарла тебе од верата. Значи тука, како што вели Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, не влагаат работи, не влагаат меселиња кои алимите, значи, имаат несогласување дали е тоа неверство или не е тоа неверство. Например, како оној што го остават намазот, од мрзливост. Значи, го остават намазот од мрзливост. Тука алимит има, значи, несогласување дали е тој неверник или уште е муслиман. Овде не влагат оваа тема. Например, сега имат некој од алимите што го осудуваат оставачот на намазот, иако е со мрзливост, за неверник. Друга страна од алимите имат што не го осудуваат него за неверник. Тогаш ти не смееш во оваа месела да го осудиш оњам што не го прави него неверник, не смееш да го судиш него, значи, за неверник. Овде не влагат, значи, ова правило, кој не го прави мушрикот за мушрик или се сомлеват во неговото неверство или го прави неговиот пат праведен, тој не прави неверство. Ова не влага тоа правило тука. Значи,
кога велича Абдул-Бухари хафидахуллах, кога во еден поништувач, еден муслиман во основа, поништувач што алимите се соединети согласни дека тоа е неверство. Оној што се воздржуваат од правење текфир на тој човек, значи да го осуди за неверник, оној што се воздржуваат имат две ситуации тој. Две ситуации се најдува тој, се најдува во две ситуации. Првата ситуација да тој човек што се воздржуваат, значи овде значи категорија збориме за, вторава категорија збориме за еден муслиман што е во основа муслиман, но паѓаат во поништуваш со алимите што се соединети дека тоа е поништуваш од еваѓајот од верата. Тој човек што се воздржуваат да го осуди него за неверник има две ситуации. Првата ситуација е тој да негират дека во тоа што е паднат тој човек, да таја работа или тој изговор е поништуваш на исламот. Значи, тој не го гледат тоа дека тоа дело е поништуваш на исламот. Тука тој човек што се воздржуваат, што се воздржуваат од правење за неверник тој другиот што го прави тоа дело, тој човек тука се спротиставуваат и е контрадикторен со согласнувањето на алимите. Во оваа ситуација, тој човек е земат истата осуда како она што го прави тоа дело. Значи, пажат и тој самиот во неверство. Значи, иде човек, правит неверство. Јасно неверство, за кое алимите се сите согласни дека тоа дело е неверство. Оној човек кој иде после и се воздржува, не, ја не го права него за неверник, тогаш, ако е тој јасен, значи уништувач, што алимите се соединети, тогаш тој човек, значи, го земат истата осуда како тој што го прави тоа дело. Значи, неверник. Но, вели шех Абдул-Бухари хафидахуллах, требаш тука мала работа да пазиш, а тоа е, пред да го осудиш и него, тој воздржувачот, пред да го осудиш него за неверник, треба нему да му се објаснит дека оваа работа, во кој е паднат филан и филан, дека тоа е неверство, јасно неверство за која алимите се соединети. Ако тој после тоа објаснување пак продолжуваат да го бранит и да го оправдуваат, тој самиот стануваат неверник. Самиот станува, значи, неверник. После тоа, втората ситуација, велите шех Абдул-Бухари хафидахуллах, за оној кој се воздржуваат од правење текфир, да биде, значи, за еден, тој велит, јас сум согласен со тебе, дека тој човек е паднат во еден поништувач на исламот. Значи, тој го тврди исто со тебе има во таа работа. Но велит, има тој една пречка кај него. А таја пречка е, тој не е сигурен дали му е дојдена на тој човек што го има направено тоа неверство, дали му е дојден стигнат нему аргументот. Значи, дали му е дојден аргументот или не му е дојден аргументот. Дали тој има знаење, дали има тој познавање за тоа дека е тоа дело или тој изговор е неверство или нема знаење. Значи, овде, сега тој ти вели, значи од првата ситуација се разликуваат. Овде тој вели, да, и јас сум со тебе, дека тој збор или тоа дело е куфар. Но, за да го осудиме ние сега него за неверник, јас не можам тука уште да се одлучам, зошто? Не знам дали му дали му се стигнати нему аргументите во врска со тоа меселе дека тоа е неверство.
Ако е ваква ситуацията, значи тогаш треба да се пазиш и да не го осудиш тој воздржуваш за неверник. Зошто? Тој има право тука, значи, ова оправдување е прифатливо од него. Прифатливо е, како што вели Шех Абдул Бухари, верски и од разумот, здравиот разум. Зошто тој ти вели, ја сум согласен со тебе дека тоа е неверство, но да ние сега да го осудиме него за неверник, не знам дали му се стигнати нему аргументите. Може би тој не е во знаење дека таа работа или тој изговор дека е тоа неверство. Дури да му се пренесат аргументите. Кога ќе му се пренесат аргументите, тогаш нема право тој да се воздржуваат. Туку ако тој што го прави тоа неверство продолжува пак, тогаш тој е задолжен исто да го осуди него за неверник. Втората значи категорија, во оваа втората подкатегорија, како што спомнуваат Шех Абдул Бухари хафидахуллах, од овие луѓе што дека тие се муслимани, во основа муслиман, да биде тој паднит, значи во првата категорија беше оној кој е во основа муслиман и паѓат во еден јасен поништувач на исламот, за кој има согласение од алимите. За него, значи, објаснавме, имат две ситуации на оној кој се воздржуваат. Првата ситуација самиот тој излагат од верата. Втората ситуација имата важечко оправдување. Овде се збориме за втората, значи, подкатегорија, кој човек е муслиман во основа и тој паѓат во уништувач, но уништувач за кој алимите има несогласување меѓу нив. Дали е тоа поништувач на исламот или не е. Како вели Шех Абдул Бухари хафидахуллах, тарику сала касалан ма иqrar бил вуџуби ва тарику зака ва тарику сијам. Значи овде онај кој го остава намазот од мрзливост, но тој тврди дека намазот е задолжност за секој муслиман, ама поради мрзливост го има заоставено намазот. Или онај што го остава зекатот. Значи, оставање на зекатот, негирање на зекатот, дека нема зечат, иако може би човекот не го изговара тоа, може човекот и во срцето само да го чува тоа тајно, може тоа него да го исфали од верата. Или за сијам, за постот. Може би тој не го негира постот јавно, но тоа го чува тој во неговото срце, глабоко скриено. Тоа може да го исфали него, да го исфарли од верата. Ама тој ако не постит, или не дава зекат, или не кланят намаз од мрзливост, го заостава така, но тој верува дека тоа задолжност за муслиманите, тој тога, значи тука е махалул хилаф, значи има тука несогласување меѓу алимите, дали е тој верник уште, значи муслиман, или неверник. И велит Шейхул Ислам рахимахуллах ибн Тајмија, أن العلماء تنازع في تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج كسلا مع إقراره بالوجوب. Значи, алимите имаат несогласување за оној кој го остават намазот, или закатот, или постот, или хаџот од мрзливост. Но во друга страна тој тврди дека тие се сите должности за еден муслиман. Во оваа работа, во оваа случка, во оваа ситуација, онај кој треба да ги осуди за неверници, а се воздржуваат во суштина, тогаш, вели Шех Абдул Бухари хафидахуллах, онај кој се воздржуваат, значи, тој вели, ја го зема мислењето од другите алими, дека тој е уште муслиман, го остава намазот од мрзливост. Значи, тој не го зема мислењето од оние алими кои го прават него за неверник. Го зема мислењето, значи, од оние алими кои не го прогласуваат, не го осудуваат него за неверник. Тогаш, тој што се воздржува во оваа ситуација од правење текфир, него
не ти е тебе дозволено да го текфируваш, да го извадиш од верата. И не смееш него, значи, да го напаѓаш. И не смееш него, значи, да го опишуваш со ирџа и со други заблуди. Значи, овде, во оваа ситуација, во оваа категорија, подкатегорија втората, не влага ова правило. Тука немат намера шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, немат намера со овај поништувач оваа втора подкатегорија. Туку намерата со овај поништувач од шейхул ислам, значи тоа е многу важно за ти да сватиш разбирањето и намерата на имамот шейхул ислам Мухаммед рахимахуллах со неговите зборови. Но ти како ќе сватиш ако не се вратиш кај алимите? Ако не се вратиш кај неговите внуци, кај алимите од Неџда, кај после другите до денешницата наша. Значи ти ако земиш знањето твое од интернет, ако го земиш од луѓе непознати, ако го земиш од луѓе измамници, тие тебе ќе ти ги измијат очите, ќе видиш овој Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, и тогаш ти ќе го земиш тоа и ќе мислиш дека ти работиш со зборовите на Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, а ти си во вистина најголем непријател на Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Да беше жив Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, имаше од тебе тоа да се откажат и да се дистанцирате. И да ти објави дури војна. Војна со знаење, кои има да те демаскират. Зошто ти треба да ги сватиш онака како што имал намера имамот и неговите внуци, а името даъва. Значи тука намерата со овај поништувач е за оние кои се во основа неверници, ако ти се колебаш во нивното неверство, или па дури го прогласуваш и тие за праведни, значи во основа рековме евреите, христијаните, будистите, хиндуистите и така натаму. Ако ти се сомлеваш во нивното неверство, самиот си неверник. Или па муслиман е, човек муслиман, но паѓат во јасен поништувач, што алимите се соединети дека тоа е неверство. И тебе тоа ти се објаснуваат, и ти пак продолжуваш него да го браниш и се воздржуваш од текфирување. Тогаш ти самиот излетуваш од верата. Самиот излетуваш од верата. Шек, значи, или се сомлеваш, значи, аушекка фи куфрихим, значи, или се сомлеваш, имаш сомнеш, значи, во нивното неверство. Значи, имаш сомнеш, дали се тие неверници или верници, дали е нивниот пат праведен или не е праведен, ова, значи, уврска со оние во основа што се неверници, или она што има направено поништувач, што имат согласување на алимите за тоа неверство, тогаш, значи, ако тој се сомлеват во тоа неверство, самиот тој е влезен во овај поништувач и самиот е неверник. Шо вели шейхул ислам ибн Тајмија рахимуллах: мен шекка фил куфри кафир فهو كافر بالإجماع. Вели шейхул ислам ибн Тајмија рахимахуллах, кој се сомлеват во неверството на неверникот, тој е со согласување на алимите самиот неверник. Значи се сомлеват во неверството на неверникот. Што прави тој со тоа сомнете? Тој се самиот себе си наштетува. Зошто? Тој е самиот неверник. Исто, аусахаха медхабахум, значи го прогласуваат нивниот медхаб, значи нивната пат, нивниот религија, нивната методологија е прегласува, значи, за праведна. Значи вели евреите, христијаните, будистите, хиндуистите, сите се во вистински пат, сите се праведни, сите се верници. И така натаму, значи тој тогаш со тоа прави неверство и самиот излагат од верата. Зошто? Тој човек со овие зборови, тој е задоволен
задоволен со она што не е Аллах со тоа задоволен. А што? Тој е задоволен со неверството. Аллах Таала не е задоволен со неверството. Тој е задоволен со повикување во куфр. Аллах Таала не е задоволен со повикување во куфр. Така што сме на крај во овај поништувач, а тој беше третиот поништувач од оваа изворедна книга, и затоа требит да се научат многу добро и многу прецизно тие категории и подкатегории и тие ситуации да се запишат добро во една тетрадка и да се знаат, значи, да се разберат и можеби повеќе пати требит слушање на дерсот. Зошто? За ти да разбериш кои категории се тука намерени во овај поништувач, а кои не се. Зошто тие луѓе ќе дојдат утре и ќе те напаѓаат тебе со измами и ти мислиш, види, и тие го спомнуваат Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, и тие аргументираат со неговите книги, но ти не разбираш со каква врст на аргументирање тие аргументираат и со какво разбирање. И за оние луѓе кои велат, па види Хаваридж, и тие велат, рекол Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах. Значи тие аргументираат со зборовите на Мухамед Абдул Вахаб рахимуллах. Знаете што? А тие истите Хаваридж, предците нивни, татковците нивни, во времето на сахаба ридвануллахи алейхим, тие не велеа рекол Мухамед ибн Абдул Вахаб. Тие не велеа рекол филан од сахаба. Тие велеа рекол Аллах, кал Аллах. Но Алија ради Аллаху ан што им рече, тие зборуваат вистински зборови, но наменуваат значи погрешното. Наменуваат значи невистината. Значи ова не и воздуши сахаба ридвануллахи алейхим, кога дојдоа Хаваридж кај сахаба и зборуваа со ајети. Значи ти не веле тука Мухамед Абдул Вахаб рекол, или Ибн Тајмија рекол, или Имам Ахмед рекол, не, ти веле кал Аллах, рекол Аллах. Но ова, кога видоа сахаба, какви намери имаат тие, какво скршнување имаат тие на разбирањето од вистинско од верата, тогаш сахаба, Алија ради Аллаху на врв од нивни, правеше војна, борба против нив. Зошто? Тие се најголема, најштетна секта во исламот. Како што Ибн Хаџар ел Асқалани рахимуллах, немат поштетна секта во исламот од Хаваридж. Тие се убиците на Усман ради Аллаху ан, тие се убиците на Алија ради Аллаху ан, и до ден денеска убиваат тие невини муслимани и невини исто други луѓе од други вери и така натаму. Значи Хаваридж требит да се демаскираат, требит да се предупредуваат од нив со знаење и да не дозволиш ти да тие тебе да те измамнат со некои зборови што тие вистински не ги имаат тие зборови разбрано како што требит, туку само ги употребуваат за измама на муслиманите. Затоа учи оваа вера, учи аргументите вистински, за да не станеш играчка во раците кои сакаат на оние кои сакаат тебе да те измамнат. Туку учи оваа вера со аргументи. Биди онаму и со оние кои имаат аргументи. Не гледај националност, не гледај фанатизам, не гледај расизам, туку следија вистината и биди со вистината од каде и да се тие луѓе. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.